Зоран Тодоров од Кочани поднесе кандидатура за независен градоначалник на општина Кочани. Тој е граѓански активист, по професија економист, но во јавноста познат како човек кој е дел од многу организации поборник за чист воздух, почва и вода. На својот Facebook профил Тодоров напиша дека заеднички во Кочани може да се изгради иднина. Јас сум човек од дела, не од зборови. Еден од основачите сум на повеќе организации, преку кои со конкретни акции и хуманитарни иницијативи со години сме им помагале на оние на кои најмногу им требало. Верувам во солидарноста, не како празна реченица на плакат, туку како нормална, човечка и граѓанска реакција кога некој страда или кога нешто може да се подобри, стои на неговата Facebook објава. Освен Тодоров, на престојните локални избори на 19 октомври за градоначалничката фотелја во Кочани како независен кандидат за градоначалник ќе се бори и сега актуелниот ВД градоначалник Венко Крстевски. До сега ова се двата единствени кандидати, бидејќи ниту ВМРО ДПМН, ниту СДСМ се уште немаат предложено своји кандидати за градоначалници. Во меѓувреме, Благица Сабовљевик, жената која гласно се бореше против чадењето на градската депонија во Кочани, поднесе независна советничка листа за престојните локални избори. На листата е младешка екипа која сака да ги расте своите деца и да старее со нив на родното огниште, напиша Сабовљевик на својот Facebook профил. Независна листа за советници поднесоа и пензионерите во Свети Николе.